όλα τα καταφέρνεις. Με τους 45 σου Μπράμαν αμάν στην Αίγυρα με στέλνεις. Με τους 45 σου Ανάσταση στον όροφο με στέλνεις. Άιντες. Bien sûr, comme écrivain, Се разбира, како писател најмногу ја сакам мојата поезија. Ce sont des livres qui parlent pour moi. Тоа се книги што зборуваат за мене, што психички ми засегаат. Книгите за фолклорот се објективност за реалноста, за историјата. Tu peux pas vivre avec la poésie. Но не можам да живеам од поезијата. Дури ни економски. Не можеш да живееш со 3 книги за поезијата или со поезија. Но имам одговорност пред мојот народ. Мислам дека јас не сум собственик на мојот талент. Тој талент ми бил даден случајно мене, или на некој сликар, или на некој друг писател. Солун беше моја љубов. Пред 42 години почнав да купувам разгледници за да направам колекција. Ги купував многу ефтино. Собствениците на киосците и на дуќанџињата беа многу задоволни зашто ги ослободував од старите правливи разгледници. Направив колекција од околу 4000 разгледници и потоа им ја понудив на разни издавачи. Но тие нема интерес да објават толку стари работи. По 20 години успеав да најдам издавач, но и тој се откажа. Конечно, кон крајот на 70-тите години ги објавив тие разгледници што денес се многу модерни. Особено по проблемот со Македонија, тие стана речиси символични предмети кои докажуваат дека Солун од секогаш бил грчки град и така натаму. Но на разгледниците има многу малку грци. Има цигани, има турци, а најмногу има евреи. Значи, сликата што ја дава моите разгледници беше контранапад за официјалниот национализам на Грција. Мислам дека затоа никој не прифати да ја објави мојата колекција разгледници. Книгата мина 10 години во тишина. Ова е првото и единствено издание. Еве го Солун, посветено на Јашар Кемал. Да не заборавиме дека тоа е градот на Назим Хикмет и на Мустафа Кемал. За жал, не познавам ниту еден славен грк роден во Солун. Па каков е тој грчки град? Со разни фотографии од моите архиви
докажав дека во Солун имало многу отомански споменици, меѓу кои и околу 60 минариња. Сето тоа било срамнето со земјата во првата година од окупацијата на Солун од страна на грчката армија. И веднаш ме прогласија за турчин, иако се разбира не сум турчин. Како што чувте, го употребив зборот окупација. Грците никогаш не го користат тој збор за влегување на грчката армија во Солун, туку зборот ослободување. Но јас тоа го велев и секогаш ја нарекувам окупација. Солун воопште не бил грчки, туку туѓ град.